Благодарам. Јас навистина жалам што не ми одговоривте директно на ниедно прашање кое што го поставив. Матичен гинеколог за секоја жена во Македонија. Ветено, неисполнето. Детска општа болница во Скопје со ургентен центар. Ветено, неисполнето. Ќе овозможиме барем еден генерички лек да биде достапен без доплата. Ветено, неисполнето. Ќе го покачиме капитациониот бод на матичните доктори на 90 денари. Ветено, неисполнето. Ќе зголемиме капитацијата на матичните стоматолози од 45 на 75 денари. Ветено, неисполнето. Ќе ги изградиме капацитетите на дневните болници во кои на пациентите во текот на еден работен ден ќе им се пружаат диагностички и терапевски услуги за кои што не е потребна хоспитализација. Ветено, неисполнето. Сега, околу вашето обраќање. Околу намалување на средствата за информатичкиот оддел Министерството за здравство. Значи не враќате во камено доба. Да се пишуваат рецепти на рака, да се иде со лична карта, да се подига рецепт. По можност, сите кои што се над 80 години, по присуство на родител да ги подигнуваат рецептите. Мислам, тоа е небулоза. Во една ера на дигитализација, вие не враќате назад. Наместо да го надградите тоа што е веќе донесено, кое што е покажано како успешно, вие го враќате назад. Ако е тоа реформа, не знам што е. Околу ретките болести, колегата Ванкувер беше многу прецизен и кажа, да, и вие напоменавте, дали се средствата доволно или не. Не се, секако дека треба да се зголемат, но ќе ве замолам да се внимава, кога веќе се набавува одредена количина на лекарства за лечење на ретки болести, барем тие што се регистрирани или процентуално како што може статистички да се предпостави дека ќе има следната година од таа ретка болест пациенти, да се набави соодветна количина на лекови. Има одредени болести за кои што знаете и сами дека се уште не се третираат, бидејќи има луѓе кои што се засегнати со оваа проблематика и реално финансиски не се во можност да го исполнат тоа, односно да им овозможат соодветно лекување на своите најблиски, нема да навлегувам во детали, бидејќи се работа за емоции. Околу платите, колешке, ветивте дека во првите 6 месеци на сите здравствени работници ќе се зголемат платите за 15%. 3 години помина. И сега пак кажувате ќе. Со заменичката министерка исто така искомунициравме дека треба веќе да се исполни тоа и треба во следниот буџет тоа што го ветивте да не биде ќе, него да биде ветуваме и остваруваме. 100.000 денари плата за специјалист, капитационен бод 90 денари, капитационен бод за матични стоматолози 70 денари, зголемување на капитациониот бод кај матичните гинеколози. Зошто сега не излезете и не кажете, еве зголемивме плати и се, толку и толку лекари останаа во Македонија? И зошто не кажете дека од 200 завршени лекари само 25% се пријавиле за работа во Македонија? Па нели дојде живот? Треба да збориме реално. Кога сме веќе кај лекарите и не ни видов на протестот против насилството врз здравствените работници. Околу реалокација, околу ургентниот центар во Куманово, тоа е центар кој што е започнат да се гради во време на ВМРО, кој што средства се обезбедени уште од времето на владењето на ВМРО. Но како и да е, секако немате ни еден проект и добро е што барем кај овие стигнувате на понекој да пресечете лента. Треба да бидеме реални и да кажеме што е изградено, а што не е изградено. Околу Струмица започнато е реновирањето и 3 години воопшто една шајка не е удрена. Дури и пациентите пеш ги носат на преглед кај лекарите. Излезете и демантирате дека ова не е така. Ама тоа што го доживуваат пациентите секој ден, можат јасно и гласно да ви го кажат. Околу брза помош, ветивте реформа, Национален центар за итна медицинска помош, не е спроведена. Околу лабораториите имавте неуспешен тендер и вие треба да ми објасните зошто за централизирана набавка на реагенси. Исто така имавте неуспешен тендер, односно фирмата со која што преговаравте за централна стерилизација, излезе дека истата таа фирма има одредени судски процеси во државата од кај што доаѓа.
Многу матни сделки правите. Треба да ми одговорите и вие, и заменичката министерка за финансии околу изградбата на клиничкиот центар. 500 милиони евра се предвидени. Во Турција лани е изграден клинички центар, најголем во светот, за 1 милиарда. Ако гледаме по број на популација и население, значи комплетно опремен. Кај е економската оправданост и исплатливост на сето ова? И зошто има постапка на конкурентен диалог за изградба на клиничкиот центар, а нема отворена и транспарентна постапка? И зошто исто таков клинички центар во Виена, односно во Австрија, ќе се гради за половина цена од таа што е предвидена во Македонија? Мислам дека јавноста заслужува одговори на овие прашања. Благодарам.